Цијанидот е спорен за жителите од југоистокот. Неговата употреба во процесот на лужење на рудата ги плаши граѓаните од околните општини, како потенцијален загадувач и отров кој што може да ја загрози целата животна околина, директно одразувајќи се на здравјето на луѓето. Според Гевгелиското здружение Спас за нас, не треба воопшто да има дилема дека цијанидот е закана за Гевгелија. Едниот рудник е со површина од 900 хектари, овој кој што е до Гевгелија, другиот рудник е со површина од 3000 хектара. Само да имате представа, 3000 хектара, Гевгелиска општина, целиот град Гевгелија е само 300 хектара. Во принцип, ова е една активност, можеби најдеструктивната активност која што воопшто човекот ја измислил во својата историја. Многу полоша од војни, многу полоша од нуклеарни експлозии, радиоактивно зрачење, бидејќи катастрофалните последиците од овој тип на стопанска активност се катастрофални. Тоа значи комплетно загадување на воздухот во околината на овие рудници. Не, најпрво, комплетно уништување на растителниот свет, тоа се работи за отворен тип на рудници, каде што прво се уништува или се сече целокупната шумски појас. Тоа е една огромна масивна операција кај што, знаете, сите ние имаме погрешна представа за рударство. Тука се работи исклучиво копање со експлозиви. 10, 20 до 50 тона експлозив на ден се користи. Таа руда потоа се вади и се носи на огромни платоа, кај што се распостелува и доаѓа клучниот момент, се употребува цијанид, се третира со цијанид. Овие рудници користат негде во просек околу 10 тона цијанид на ден. За ваша информација ќе ви кажам дека да го затруите цел Гевгелија ви требат 10 литри. Сена се, 10 литри. А овде е употребата околу 10 тона на ден. Тоа предизвикува комплетно загадување на сите надземни и подземни води, загадување на почвата и крајен ефект, без исклучок, во цел свет е во период од 10 до 15 години комплетно раселување на целото население што живее во периметар од околу 50 на километри од овој тип на рудници. Цијанидот беше главна тема и во Струмичко Босилово минатата година, кога Евромакс ја презентираше студијата за влијанието врз животната средина од работењето на рудникот Иловица. Тогаш советниците инсистираа да се објасни процесот и се интересираа дали е можно да се користи друга технологија која што го исклучува цијанидот. Дали тоа е неопходно? Без него не ли може да се изврши кориштување на злато? Технологиите кои што моментално се користат во светот се тие. Значи тоа е најмодерна техника. Може да проверите на секаде во светот кај што се третираат тие руди на бакар и злато. Тие се процесите, значи карбонин лич, карбонин палп има уште еден процес. Има процес на лужење кој што е на отворени купи, таков процес ќе се користи во Казандол, во тој рудник. Меѓутоа тоа е малце поразличен. Тоа е буквално купа и на отворено, што е, мислам дека е малце по несоодветен. Процесот карбонин лич е комплетно затворен процес. Значи вие настојувате да биде сечение така. Колку това ќе биде процентот на прочитување со и без него? Според чистотата на злато, значи да зборуваме за чистотата на злато. Чистотата на злато, значи од тој раствор мислам дека искористувањето на златото ќе биде околу 95-6%. А без него? Без него ништо, значи целото тоа злато би одело у јаловина. Едноставно не може да го искористиме. Ова прашање би ставно бидејќи се шират разговори меѓу луѓето дека процентот на чистота на златото со обработка на цијанид ќе биде, како што вие спомнавте, над 90%, а без него околу 60 и нешто процент. Да, значи тоа многу ја... Дали сепак се работи, дали сепак е важен профит? Тоа многу влијае на економиката на проектот. Значи, треба да имаме во предвид дека наоѓалишто Иловица Штука е релативно сиромашно наоѓалиште. Значи, процентот на бакар е 0,2%, додека содржината на злато е некаде 0,3 грама на тон. Значи, во
Во рударството таквите наоѓалишта се сметат за сиромашни наоѓалишта. Рудниците кои што треба да се отворат во југоистокот го вклучија алармот кај локалното население. Ангажирањето на гевгеличани ги мотивира и валандовчани, но и жителите од Струмичко, кои почнаа да се организираат и да бараат начин да се спречи стартувањето на рудниците Казандол и Иловица.